Да. Јас ќе бидам куса. Реплика на Панчо, така се извинувам. Јас ќе бидам куса, но не можам да не кажам дека колегата Минов покрена неколку извонредни прашања. Тоа се поенти што заслужуваат внимание и бидејќи се повикавте на компаративни искуства, само јас да прецизирам. Во многу парламенти во светот постои така наречен комитет за етика. Тој регистрира со колкави пари и имот сте влегле како пратеник, како министер, со колку сте излегле. Второ, се следи патот на парите. Значи, без оглед што вие, заради инкомпатибилноста на функцијата, не може да бидете член на управен одбор, собственик и така натаму, тие што ја наследиле од вас собственоста или членството, за жал, мора секоја трансакција да ја пријават во Комитетот за етика или каде што има посебни тела, еве во антикорупцијска комисија. Така се врши контролата. Во право сте, во изборниот законник има недокажаности. Например, има и кај министрите, има и кај градоначалниците, дека не може да се бават со профитна дејност. Но јавна тајна е дека ние сме имале градоначалници со универзитети, кои се фалеле пратеници дека се членови на управен одбор и така натаму. Тоа не е дозволено. Значи, така можете вие да утврдите за секој од нас каде и како се движи, значи треба измени и во изборниот законник, а кога се пратениците во прашање, треба прецизирање во законот за пратеници или во парламентот, ка извонредна ви е поентата. Второ, морам да кажам дека многу сум изненадена од информацијата денеска дека вашите предлози за измени на закони не дошле до нас. Некаде, значи во сите парламенти, иницијативите за измени на законите не доаѓаат само од граѓани или правни лица, туку токму од вакви институции. Зошто? Многу пологично е ние да ги имаме, одошто владата. Ние сме законодавецот. Ние имаме обврска да ги вградиме вашите предлози и да не дозволиме овде изгласување на закони кои не водат сметка за ова. Впрочем, вие ги праќате до владата, ама ја не гледам да ги вградиле овие решенија. Значи, само заради допрецизирање се јавив, поентите подитно треба да ги разгледаме на господинот Панчо Минов, за и себе да се заштитиме и сите останати од класичниот судир на интереси што се толерира понекогаш, па дури е легализиран.